Креативните луѓе знаат дека креативноста е заразна и се пренесува, но доколку нечи имунитет на креативност е силен, ќе ја отфрли. Не бидете имуни на креативност. Заразете се со неа и оставете ја душата да говори. Не заборавајте да го следите сонот кој секој пат се враќа пред да заспиете, бидејќи тој е и вашата судбина. Движечка сила за многу луѓе, дури може да се каже дека е еден вид магија затоа што има и такво дејство. Денес на момент ќе ви донесеме баш една таква креативна магија. Ќе ве понесеме во уште едно креативно катче, простор или јадро кое што е создадено со многу љубов. Благодарение на Филип, Лилја, Ивона и уметникот Дејвид, ви го носиме уживањето на Paint and Wine, работилница која ги спојува уметноста и квалитетното вино. Започнуваме од самата идеја, каде од едно патување во Италија и да се проба нешто поразлично од онаа вообичаена традиција на италијанската култура. Сосема случајно, токму нашите пријатели или протагонисти во оваа приказна наидуваат на Paint and Wine, работилница каде и одлучуваат да се пријават. Пред година и пол две патувавме во Италија и онака сакаме нешто поинакво да истражиме, да направиме, а да пробаме акцентот на вино да го задржиме. Ја истраживме работилницава, јас и Ивона, без никакво пред, као да кажам, знаење и искуство, затоа што последен пат четка јас од моја перспектива фатено, не знам, градинка. Меѓутоа си рековме, ајде ќе пробаме, why not, некој нов експириенс ќе доживееме. Бевме таму и буквално 2 часа и нешто ситно не поминаа како 2,5 минути. И онака подводени по целиот тој вајб, целиот тој интерес, и плюс дека самите мислам, учесници на настанот беа сите туристи, па беше и на англиски, и онака скроз фина атмосфера се случи. Подвоени по таа идеја се вративме, меѓутоа го немавме тоа осет, чекај, ова ќе запали у Скопје, не ни размислувавме дека нешто би го отвориле. И имавме некој онака, како да кажам, гедеринг со една заедничка пријателка од Подгорица, која таму го отвори исто така пред година и пол нешто, ни даде као кураж на некој начин и рече, дечки, ајде, пробајте, зашо не? Ни даде tips and tricks. Го испланиравме времето, просторот, го изменеджиравме целиот маркетинг и онака си рековме go with the flow, како што и денес работиме, go with the flow, онака од ден за ден со секакви некои идеи што ни доаѓаат, рековме ајде ќе пробаме. Еве веќе година и пол уште пробуваме, да, и да, се истражуваме, се спознаваме и нескромно ќе кажам дека е интересна заинтересираноста во Македонија, не само во Скопје. Го имавме тој потик и тоа у подсвест дека можеби ќе наидеме на таков некој блокер, меѓутоа како што ви кажав, спонтано тргнавме кон патот и си рековме ајде степ бај степ онака чекор по чекор ќе видиме што ќе излезе. Немавме никаква идеја дека токму еве после година и пол би почнали некој нова, како да кажам, нова сфера во Скопје, дека луѓето што ќе дојдат овде се скрираат, се влегуваат во некој свој зен и дека буквално 2 сата забораваат на социјални мрежи и на се едно нешто што им се случува во секојдневието. Искрено, луѓето кои ќе влезат и сега кога им ја кажуваме приказната ние, секогаш сме дали има некој дојдено и секогаш има нови и сега не да кажам дека сме исплашени од тоа дека ќе им здосади на луѓето, меѓутоа сите оние кои што дошле прв пат, дошли и втор пат, и 10 пати дошли, биле секогаш онака презадоволни, со што нас ни причинува задоволството и мотивација за да го работиме, а генерално да кажам дека како приказна Paint and Wine стана на некој начин бренд, со што ние секојдневно цветаме, нели? Ја го гледам само ќе надополнам Лилија, ја го гледам Paint and Wine место, како да кажам, аматерска работилница, како да го конкретизирам, каде што луѓето доаѓаат и се исклучуваат, како што веќе спомнав, се исклучуваат од секојдневието, од своите проблеми, од своите настани кои што се важни или неважни, онака 2 часа си проведуваат во социјализација, интеракција со некои други непознати лица и си го креираат тој свој некој зен за целиот тој временски период. Како изгледа? Па се закажуваат на Instagram профилот на Paint and Wine, со што може да биде и тимбилдинг, може да биде и приватен сосема, нели, девојачко, момачко, нели? Да, и момачко. Родендани и така натаму, некој убав настан,
кој што во 2-часовно искуство ќе им помине буквално вака. Да. И доаѓаат тука, се дружат, си доаѓаат точно на време и тие 2 часа си пијат вино. Филип и Ивона се тука за виното, за да им кажат што ќе дегустират, што ќе пијат во текот на тие 2 часа. Јас сум тука за да им објаснам како да се водат низ целиот процес на сликањето и секако ќе им шкртам нешто, ќе им направам за да изгледа пубаво и за да може тоа да го стават на зид да го урамат. И тоа е нештото што нас многу не исполнува. Освен задолжителната смеја, конекција со луѓето и добра музика, најважното е тоа што дополнително имате и неограничена консумација на вино. Кога станува збор за виното, идејата на Paint and Wine екипата беше да соработуваат со семејни винари, со цел да ги поддржат и истите да ги промовираат. Фан факт, не знам дали знаете, во Македонија постојат 168 регистрирани винари што произведуваат, продаваат алкохол, извезуваат итн. Големи побали. Точно, вкупно 168. А сега, тргнувајќи од наша перспектива, кога почнавме сето ова, си рековме, окей, луѓето што идат ресторан, кафана, знаат 15-20 винари, некои што се поедуцирани енолошки знаат и повеќе, меѓутоа сакаме да ги доловиме тие малите винари за да им дадеме на нив као на некој начин платформа за експонирање и платформа каде што тие луѓето што доаѓаат овде ќе можат да дознаат за нив. И тотално тоа ни е концептот, се држиме ден денес за нив, мислам воопште не ги као да кажам деградираме овие поголемите винари, не ги тргаме на страна, меѓутоа само соработуваме дефинитивно со македонски мали семени винари кои што првично по целиот процес на изработка на вино им е по-персонал, онака си прават за своја душа, па потоа гледаат да го изрекламираат нештото што го произведуваат. Самата енергија на луѓето, мислам, доволно е еден да биде, да речем, по-гласен, амбициозно речено, за да може сите да се свртат кон тоа и да се опуштат на некој начин. И мислам дека и самото дело на луѓето во тој случај преминува во нешто попрекрасно од оно што сме очекувале, така што се си има удел. Самите луѓе, самиот простор, ние сме секогаш тука да ги забавуваме за некоја смешка плюс, која ќе е нешто стишено, онака баш да го дигнеме моментот да биде поинтересно и нас да не биде поинтересно, да не ни биде монотоно, пошто секако има моменти каде што и ние си бараме сосема нешто покреативно, момент каде што ќе биде сосема различно од она како претходни термини што сме ги имали. Искрено, задоволството, мислам, со насмев кој на крајот ни го даваат со тоа што стварно ни самите не очекуваат каков уметник лежи во нив. Така што мислам дека и од кога ќе излезат од тука, веќе почнуваат со нешто дома да си црткаат, им даваме мотивација за насмевка, за секојдневно онака да им биде како секојдневие да им стане на некој начин. Јас сум доволно сигурен дека луѓето, како што кажа Лилија, дека откако ќе насликат нешто и не се свесни дека ја има таа креативност криена во нив, дека после овој момент овде само си ја зголемуваат креативноста на некои други сфери во животот. Не мора тоа да е сликање, него на било што индивидуално ги прати во животот. Но имавме и неколку работилници организирано Paint with Kids, спој, Paint with Kids тоа беше спој на родители заедно со деца да дојдат или мајка со дете, татко со дете, не ќе ме да ограничуваме и сликите беа онака конкретно наменети за таква детска возраст. Така да се надеваме дека во иднина да би продолжили исто така да организираме таков концепт на работилници. Немаме некој ограничен распоред да речеме дека го правиме тоа среда и четврток оваа недела или овој месец, него ги ротираме термините цело време со што ги објавуваме на нашиот пејдж. Да, зависно и од приватните термини кои што ги имаме, така што на пример ако има тимбилдинзи кои што се организирани цела недела, гледаме да има барем еден приватен каде што ќе дојдат луѓе кои што воопшто не се нели, на пример по двајца парови, сосема различни што воопшто не се ни познаваат, да речем. Мене ме за препастувачки сум многу горд на самиот себе и на целиот наш тим, кај што луѓето онака пред крај на ивент сите доаѓаат овде као по двајца, тројца, четворица, небитно, и ми е многу драго што моментот кога тие меѓу себе ќе почнат некоја таква фина интеракција, сосема спонтано. И многу пријателства овде се имаат случајно. И тој момент ми е многу онака, многу сум
Многу се смешкам фино на тој момент кога го видам пред крај на настан, а и на почеток и за време на самиот настан, кога луѓето има интеракција еден меѓу друг, а тие не се познаваат.